Hello, добро утро мала Македонија. Не знам колку саат ова се емитува, моментов е доволно рано, ми се плаче од спиење. Ама добро, денеска на гости секси мало, ние Атанас од Здруженијето Заедно поселни и дебатираме на тема дискриминација. Сега, дискриминација е малце контрадикторно у поглед на демократско општество, затоа што наводно сите сме еднакви. Само некои сме малце поеднакви од другите. И така знаете кој е омиленото дете во дома. Голем поздрав до сестра ми, до брат ми. Атанас, дали можеш да ни кажеш што точно, како изгледа дискриминацијата во рамки на демократското општество? Мислам, дали е присутна само на хартија или имаме примери во секојдневието? Да, пред да ти одговорам на прашањето, ако сакаш да поднесеш претставка против твоите за дискриминацијата, вели обрати се. Има дискриминација која што е на хартија, во принцип дискриминација која што е озаконета, односно навидом изгледа дека е еднаква, односно прописите се еднакви за сите, меѓутоа во пракса дискриминираат одредени групи. Инаку најраспространета дискриминација е дискриминацијата во секојдневието. Без оглед на тоа што не имаме заштитни одредби за дискриминација, секојдневието се случуваат многу случаи, особено за ранливите групи. Да, конкретно во твојата организација вие се грижите за заштита и поддршка на лицата со ХИВ. Кои се некои примери од дискриминација што имате вака сретно тоа? Да, најчесто кога станува збор за луѓето што живеат со ХИВ, најчесто дискриминацијата се случува во здравствениот сектор. Тоа не е случајно, бидејќи единствениот општествен социјален контакт во кој што лицата го споделуваат својот ХИВ статус се кога се обраќаат до одреден здравствен работник. И тоа при обраќањето најчести видови на дискриминација се одбивање на здравствена услуга, односно недавање на услугата за кој што лицето се обратило до здравствениот работник, споделување на статусот со трети страни и најчесто тоа е пропратено со стигматизирачки говор на омраза, поттикнување на дискриминација и така натаму. Еве на пример скоро имавме случај во кој што лицето седи во чекалната е полна со десетина луѓе, излегува лекарот и вели кој е тој сосидата, внатре има десетина луѓе, човекот бил присилен на принцип да го издаде својот ХИВ статус пред десетина луѓе. И лекарот му кажа да, веќе знам, тој веќе го видел неговиот ХИВ статус од неговото досие, меѓутоа го прашува пред десетина луѓе и освен тоа што го прашува пред десетина луѓе, вика не можам да ти ја дадам услугата. Тоа е во принцип не секојдневие, меѓутоа над 90% од случаите што се пријавени се во здравствен сектор. Охрабрувачки. Да. Не знам за пациентите колку, меѓутоа расочарувачки би кажал, особено бидејќи голем број се на терциерно ниво на здравствена заштита, каде што очекуваш дека за тоа како ХИВ се пренесува и кои се достигнувањата околу ХИВ е веќе надминато барем на терциерно ниво во нашата држава. Основен тип на дискриминација, кој е вака најзастапен тип на дискриминација меѓу младите во Македонија, што го имате приметено? Да, вака несвојствено за правник, мразам бројки и мразам статистика, да, меѓутоа спремајќи се за интервјуто, имав прилика да отворам едно истражување на МЦМС од 22 година во кое што велат прашањето е кога не би сакале за сосед. И фрапантно е дека околу 81% не сакаат ЛГБТ лица за свој сосед. Околу 77 не сакаат за сосед лица што живеат со ХИВ и околу 52 лица со попреченост. И се враќам назад, мислам од прилика тие се најчесто лицата кои што се ранливи групи кои што се изложени на дискриминација, меѓутоа се сеќавам на одредени коментари секогаш на социјални мрежи или на кога се одржува парадата на гордоста, тоа е сосема окей, ама нека бидат во своите 4 зида. Ова истражување ни покажува дека ти имаат проблеми во нивните 4 зида да бидат тоа што се.
што е знак дека и то како треба да се работи на дискриминација. Баш, фала што истина социјалните мрежи, бидејќи јас кога истражував, социјалните мрежи од една страна може да бидат простор на зближување, вмрежување помеѓу луѓето, меѓутоа од друга страна дали отвара ново поле за дискриминација? Па отвара нови предизвици за сузбивање на дискриминацијата, ви кажа повеќе, зошто? Заради тоа што еве таргети се многу организации на антиродовите движења и антиродовите движења отвараат профили на сите социјални мрежи кои што на пример не е толку лесно да се идентификува лицето кое што е позади профилот на социјалната мрежа. Се додека не се идентификува, ти не можеш да отпочнеш било каков процес, судски процес, кривичен и така натаму, против она лица кои што се е од другата страна. Тоа не се однесува само за ова, него и за ситуациите на булинг, на нели тоа што го викаат слат-шейминг и така натаму. Значи, сакам да кажам дека отвора некои нови предизвици, особено заради тоа што на младите најчесто им е интересно, како да кажам, подкасти, изјави од личности кои што се контраверзни. Пример, Илон Маск. Така да, тие се некои одредени предизвици кои што движењето за борба за човекови права се соочува особено во ерата на дигиталната сфера. Да, сам дефинитивно анонимноста не дава многу поголема моќ и храброст на луѓето и се основуваме по секако основа да судиме на тие што се и во нашата непосредна средина и пошироко. Мислам, најголем дел од случаите кај што има cyberbullying, насилникот бил некој баш од, да кажеме, одделението или групата на пријатели на младата личност. Апсолутно. Што е трагично. Од друга страна, има феномен познат како позитивна дискриминација. Што всушност е позитивна дискриминација, како да разликуваме позитивна дискриминација од позитивна акција? Да, значи позитивната дискриминација е озаконета дискриминација која што предвидува оние ранливи групи низ кои што низ подолг временски период немале еднаков пристап до одредени добри услуги. Затоа е озаконето дека за нив критериумите за добивање на одредени добри или добивање на одредени услуги ќе биде олеснето. Ние на времето, доаѓајќи од правниот факултет, имавме квота која што беше особена за луѓето од албанска етничка припадност да може да се запишат на факултет. Кога веќе позитивната дискриминација е во ред, се додека има таа не, како да кажам, не неограничена и бесконечна. Значи, штом системот ќе оцени дека разликите општествени се надминати помеѓу тие две групи, односно мнозинството и малцинството во однос на групата, позитивната дискриминација веќе не треба да биде озаконета, односно се брише она одредба, план или така натаму, кој што им дава одредена предност за да го достигнат мнозинството. Така да не е бесконечно, тоа се случи скоро со балансерот од Уставниот суд. Да, не знам, јас поточно читам на некој начин позитивна дискриминација представува и воведување на таквите фиксни квоти за учество на малцинството, меѓутоа од друга страна позитивна акција може да биде охрабрување на вклучување на тие малцински групи, обезбедување на пример на курсеви кои што им помагаат да ги постигнат определените квалификации што се потребни за тие работни места, меѓутоа не биде до ексклузија, стриктно поради заштитени карактеристики на групата. Да, апсолутно. Значи позитивната акција е у принцип ефектуирање на позитивната дискриминација. Тие се некои како да кажам активности кои што у принцип работат на тоа да она што е ставено на хартија да профункционира во пракса. Не секогаш сите работи се решаваат со измене на закон, секогаш примината е оној потешкиот дел и оној дел на кој што најмногу може да се работи, тука доаѓа во примат позитивната акција. Секогаш. Зошто е битно сите да се бориме против дискриминацијата, не само тие што ја чувствуваме? Да, вака пред неколку недели бев присутен еден настан на кој што оној кој што го имаше излагање за одредена друга тема, небитно, кажа, вика, 100 камшици не болат толку на тук грб, колку што боли еден на мој. Така да, причината зошто би се борила против дискриминацијата би биле гласноговорници на
спречување на дискриминација, заради тоа што не знаеш во кој момент ти ќе бидеш од другата страна. Тоа е едно, и втора, дискриминацијата е едно од, како да кажам, клучните фактори зошто некои работи се случуваат во општеството. Мене ми е жал што на одредени групи или кога се дискутира за одредени права, покажуваме низок свесност на тоа со што се случуваат секојдневие. Например, еве кај земам конкретен пример лицата со ХИВ, значи кога излегуваме со одреден случај за одбивање на здравствена услуга, не секогаш постојат и позитивни коментари, меѓутоа се случува и коментар во однос на на самиот здравствен статус, говор на омраза или дискриминација. Меѓутоа, од другава страна, ја гарантирам дека секој еден пациент бил одбиен на здравствена услуга, можеби не врз основа на заштитна карактеристика како пол, род, сексуална ориентација, меѓутоа бил одбиен. Да. Мене ми е несватливо како некој кој што има проблем да стигне до здравствените услуги, може да биде против и да, како да кажам, да охрабрува друго лице, пациент со ХИВ да не добие здравствена услуга. Мислам дека тоа е прашање кој што треба да се работи, особено во образованието. Да, што имаш ли вака ние младите луѓе да направиме во поглед на дискриминацијата, особено кога дел и, како што кажа, систематичка веќе станата? Да, значи, мислам дека она што треба да се направи е тоа што прво би советувал да младите читаат за човекови права и дискриминација од проверени извори, не од квази експерти на колумни, Reddit и така натаму. Тоа е првото. Второто, би ги советувал да читаат повеќе изјави, односно сведоштва на лица кои што биле жртви на дискриминација. Не мора да се согласуваат, туку чисто само да проверат, да видат на одредено конкретно действие, што значило за лица кои што било дискриминирано. И третото е да бидат погласни во однос на дискриминаторски практики од страна на институциите, на системот, особено на образованието и така натаму, и да бидат поотворени кон нови идеи. Дискриминацијата не е нова, меѓутоа одредени аспекти на дискриминацијата се табу тема се уште во нашето општество. Дефинитивно, кога приметиме дискриминација, долго приметиме дека другата личност не може да се одбрани себе си, да ускокаме, да бидеме поддршка, да имаме гласа, што можеби никогаш нас не фали или ќе ни фали во иднина, и би сакале некој на нивно место нас да ни помогне. Ама да, во секој случај, фала ти премногу Атана што ни беше гостин денеска. Фала ви на И вас. се надевам да се гледаме во некоја наредна епизода на Секси мало. Апсолутно. Чао, дечки! Чао.